Потребата за дневен внес на вода варира од човек до човек. Исто така, кај еден поединец може да постојат разлики во потребата од консумирање на вода во различни периоди од животот. Најопшта е препораката да се пијат по 8 чаши вода на ден. Се разбира, доколку е лето, оваа количина може да биде и поголема, но за време на зимскиот период пак може да биде и помала. После интензивен физички напор секако дека е потребно повеќе да консумирате вода. Но кои се знаците што укажуваат дека можеби не пиете доволно количини на течности? Имате сува кожа. Околу 65% од нашиот организам се состои од вода, така што внесот на водата влијае на целото тело, а посебно на кожата, која е и најголемиот орган во нашиот организам. Сувата кожа значи дека ретко се потите, а потењето е еден од главните причини за детоксикација на телото. Ако пиете доволно вода, ќе го хидрирате телото и ќе ја зголемите елиминацијата на токсини. Сето тоа пак ќе придонесе да имате поубав и посвеж изглед на вашата кожа. Имате суви очи. Истражувањата покажуваат дека недоволниот внес на вода може да влијае и на здравјето на очите. Доколку не внесувате доволно течности, солзните канали може да се исушат, што пак може да го намали влажнењето на очите и да предизвика пецкање во очите, но и црвенило. Гледано на долгорочен план, дехидратацијата може да го оштети и видот. Имате сува уста. Може би сте забележале дека кога вежбате или правите некоја физичка активност, устата многу бргу ви се суши. Тоа е еден од знаците дека на телото му треба вода. Доколку ви се јави ова чувство, немојте да посегнувате по газирани и сладки пијалоци. Во моментите по физичка активност пиете исклучиво вода со цел да ги надополните загубените резерви преку потењето. Постојано се чувствувате уморно и исцрпено. Причините за замор можат да бидат најразлични, и тоа недоволен внес на калории, недоволно сон, стрес, хормонска нерамнотежа и слично. Имајте во предвид дека дехидратацијата е еден од најзначајните фактори кои предизвикуваат замор и исцрпеност. Причината лежи во фактот што водата е неопходна за одвивање на скоро сите метаболички процеси во организмот, вклучувајќи ги и процесите на клеточно дишење и добивање на енергија од глукозата. Брзото опоравување после физички напор овозможува и побрзо формирање на мускулно ткиво. Дехидратацијата пак го попречува овој процес затоа што го забавува процесот на регенерација на мускулите. Затоа се препорачува да се пие доволно вода пред, за време и после напорен тренинг. Многу луѓе погрешно го толкуваат чувството за жед и чувството за глад. Тоа може да е една од главните причини зошто постојано се прејадувате. Па затоа, следниот пат кога ќе почувствувате глад, првин запрашајте се кога последен пат пиевте вода и проверете дали можеби сте жедни. Пробајте пред ручекот и пред вечерата да пиете по 1 чаша вода. Така ќе ја намалите количината на храна која ја внесувате за време на оброкот. Имате проблеми со празнењето на цревата. Проблемот со празнењето на цревата е еден од најчестите проблеми од кој пати голем дел од популацијата. Причините за тоа се многубројни, но недоволниот внес на вода игра значајна улога во варењето на храната и во празнењето на цревата. Доколку имате некој од овие погоре наведени симптоми, внесете промени во вашето секојдневие и започнете да се хидрирате. Доволниот внес на течности и вода е многу важен за нашето здравје.